презадолжена земја откако за 2 години власта го зголеми долгот за преку 2 милиарди евра. Новиот кредит од 260 милиони евра кој вчера помина во собрание и денеска предизвика партиски препукувања. Според лидерот на СДСМ Венко Филипче, владата зема нови заеми без јасно образложение каде ќе завршат парите. Тој обвини министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска дека избегнува јавна дебата за новите задолжувања и трошењето на парите што ќе треба да ги враќаат граѓаните. Огромен процент од бруто домашниот производ задолжување, како ниту една земја во регионот. Пари кои што се земаат, кои што не знаеме каде одат. Повика министерката за финансии на средба, еве ја нема. Каже датум, ќе дојдеме, ама со камери, со вас. Нека бидат граѓаните сведоци на состаноците. Да слушнат како ги аргументираат таа презадолжувањата од 2 милиарди и неколку милиони стотини евра, кои што сите ние ќе ги враќаме. Пари кои што не знаеме каде одат. Од ВМРО ДПМН ја возвраќаат, економијата расте, платите се зголемуваат, а задолжувањата се користат пред се за сервисирање на старите долгови, оставени од владите на СДСМ. Велат дека државата во следните години има огромни обврски за отплата на еврообврзници и камати, но дека паралелно се реализираат и капитални инвестиции на историски високо ниво. Оваа година за отплата еврообврзница од 700 милиони евра, исто така земена од владите на СДС. Половина од оваа обврска веќе е сервисирана, а остатокот ќе биде сервисиран во текот на јуни 2026 година. Од 2026 до 2031 година државата има обврска да сервисира околу 9 милиарди евра по основ на главнина и камати од стари долгови. Само од втората половина на 2024 година до првиот квартал од 2026 година беа обезбедени 1,2 милиарди евра исклучиво за сервисирање на еврообврзници земени од претходната власт. Капиталните инвестиции се реализираат на историско високо ниво, за разлика од порано, кога СДС беше на власт и се плаќа аванси и анекси, а на терен ситуацијата беше статус кво. Кредитот од 260 милиони евра вчера беше изгласан во собранието по тензична расправа меѓу власта и опозицијата и во отсуство на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која беше на службено патување. Владата тврди дека парите ќе се користат за буџетска поддршка и реализација на капитални проекти, додека опозицијата предупредува дека новото задолжување дополнително ќе го зголеми товарот врз граѓаните. Дел од економистите веќе предупредуваат дека управувањето со јавниот долг ќе биде еден од клучните предизвици за македонската економија во наредниот период.